Добро вечер, почитувани колеги, и добре дојдовте на вечерашниот вебинар на тема Вовид во e-Twinning платформата и употреба на дигитални алатки, организирано од Сдруженијето на одделенски наставници и учител. Вечерва ќе се запознаеме со можностите кои ги нуди e-Twinning платформата и како ние можеме да станеме дел од големото e-Twinning семејство. Дозволете ми да се представам, јас сум Виолета Шурбановска и сум координатор од Основното општинско училиште Крсте Петков Мисирков, село Бистрица, општина Битола. Ова вечер и за мене е посебна, бидејќи денес имав чест да ја добијам наградата, статуетка, плакета за најиновативен проект. Моето искуство со платформата во e-Twinning е 5 години и си имам вклучено во повеќе проекти кои ми овозможија да бидам на ова ниво каде што сум сега. Пред да ја представам вечерашниот гостинка, ќе ве замолам во чет кога ќе се пушти формсот да се потпишувате со кирилична или латинична поддршка во чест на големиот празник утре 21 февруари, денот на мајчиниот јазик, и на тој начин како што ќе се потпишите, така ќе ви бидат испечатени и сертификатите. А сега да ја представам Зорица Милкова. Зорица Милкова, наставник ментор во општинското основно училиште Тошо Велков Пепето Кавадарци, инаку одделенски наставник со 15 годишно работно искуство. Покрај тоа, таа е Едуино амбасадор, а воедно е и Twinning амбасадор. Тековно има посетено над 150 обуки за професионален развој, подкрепени со сертификати, потврди, признанија и дипломи. Во 2016 година е добитник на државно признание за најотворени образовни ресурси наставник во Република Македонија. Тековно работи на меѓународни проекти од програмата Еразмус, каде воедно е и координатор. Таа е еден од креаторите на онлайн платформата за дигитални обуки и ресурси Edu Cyber Guardians МК, а има објавено и 2 труда од областа на образованието во Институтот за наука, алтернатива, култура и уметност инаку од Скопје, добри практики од областа на STEM предметите, добри практики во рамките на програмата Чекор по Чекор, како и 3 труда од областа на образованието издадени во Турција, како дел од научен симпозиум УПУС 2021, УПУС 2022 и УПУЕС 2023. Во 2023 и 2024 година се издадени и трудови во Рошиори Деведе Романија од областа на екологијата и примената на современи дигитални алатки во образованието. Континуирано работи како обучувач за медиумска писменост, интернет безбедност и дезинформации, обучува за ревидираниот систем за обезбедување квалитет на училиштата, подобрени вештини за примена на документите и инструментите за унапредување на процесите на училишната самоевалуација и развојно планирање. Може да ја слушнеме Зорица, повели Зорица. Благодарам многу, Виолета. Ви благодарам на сите за присуството на овој вебинар и најпрво би сакала да се заблагодарам на Зон учители кои што ми овозможија да го водам овој вебинар. Денес ќе зборуваме за e-Twinning платформата и како да креирате проекти на неа. e-Twinning е безбедна и бесплатна онлайн заедница на училишта ширум Европа. Таа им овозможува на наставниците и учениците да соработуваат на разни проекти, да разменуваат идеи и да развиваат нови вештини. Во текот на следниот час ќе ве водам низ основите на e-Twinning и ќе ви покажам како да започнете со креирање на ваш прв проект. Се надевам дека овој вебинар ќе ви даде инспирација и практични вештини за да ја збогатите вашата настава со меѓународна димензија. Да почнеме со нашето патување низ e-Twinning светот. Дали го гледате мојот екран? Да, ворете. Што па да започнеме?
eTwinning платформата е, како што кажав, бесплатна платформа за наставници и служи исклучително за соработка со колегите на меѓународно ниво. Националната агенција за европски образовни програми и мобилност работи на промоција и спроведување на европските програми во областа на образованието, обуката, младите и спортот во Република Македонија. Што представува eTwinning како дел од ЕСЕП платформа, за кого е наменета? Денес ќе спомниме тоа и дека ЕСЕП платформата веќе е заедничка со платформата за Еразмус проекти и eTwinning по внесувањето на eTwinning како дел од новата платформа. eTwinning е виртуелна онлайн платформа специјално дизајнирана за градинки, основни и средни училишта, која овозможува на вработените да се поврзат со своите ученици и колеги од другите земји во Европа и да работат заедно на национални и европски проекти. Оваа платформа им дава на учесниците пристап до бесплатни ресурси и алатки за креирање на виртуелни проекти, како и за развивање на своите професионални вештини преку бесплатни онлайн курсеви. Со eTwinning, наставниците, професорите и воспитувачите може да работат со своите ученици и да креираат проекти од различни теми, вклучувајќи култура, историја, наука, уметност, музика и многу други. Преку овие проекти, учениците може да се запознаат со различни култури и традиции, да учат нови јазици и да ги развиваат своите вештини во областа на дигиталните технологии. И се придобивките за наставниците. Дигитални вештини, контакти, учење преку игра, блиска врска, користење на разни извори и материјали, а исто така и учество во Еразмус проекти. Кои се придобивките за учениците? Дигитална писменост, нови знаења, усовршување на англискиот јазик и нови пријателства и секако учество во Еразмус проектите. Основни насоки за приклучување кон eTwinning мрежата. Најпрво е важно да имаме креирање на профил. Овој профил се креира на линкот кој што ви е достапен на екранот, а се надевам дека мојата колешка ќе го сподели и во чат. И со самото тоа, кога пристапуваме кон Create Account, започнува процесот на вклучување. Процесот на вклучување не е тежок, со оглед на тоа дека платформата нуди поддршка и на македонски јазик. Откако ќе се регистрираме како корисници, важно да направиме наш профил. Профилот содржи општи податоци за нас. Најчесто пишуваме која е целта што сме се вклучиле во eTwinning платформата и што ние посекуваме, што имаме за цел да се работиме во текот на нашата активност на самата платформа. Во самиот проект имате дел каде што пишува eTwinning Validated, тоа значи дека е валидиран и проверен од Националната агенција и може секој кој што е корисник на оваа платформа да стане ваш пријател, слично како што е со социјалните мрежи. Во самиот профил задолжително има и ваше училиште, кое што претходно мора да биде регистрирано пред да направите ваша регистрација на оваа платформа. На профилот се достапни вашите беџови, кои што ги добивате тековно и самата платформа ги генерира. Тоа се беџови за успешна работа, беџови за амбасадор и така натаму, кои што потоа со текот на времето ќе се зголемуваат. Како напредувате вие, така буваат беџови. Третата работа, која што е една од поважните, е наоѓање на партнери и проекти. Наоѓањето на партнерите се работи на два начини. Едниот начин е преку самата платформа, Networking Navigation, каде што можете да побарувате партнери кои што имаат долгогодишно искуство. Оние партнери кои веќе повеќе години работеле, своите соработници ги бараат токму овде, затоа што овде имаат пристап до сите информации кои им се потребни за тоа колку реализираност направиле на проекти, дали тие проекти биле успешни, дали добиле награда и така натаму. Исто така, покрај ова, имате и Facebook страница, на која што, неколку Facebook страници, на кои што можете да побарувате пријатели, кои што може да ви станат понатаму партнери за проектите. Многу важно, пред да почнете соработка со некои партнери, проверете нивната компетентност, пишувајте во чат и видете колку добро стојат со англискиот јазик, бидејќи понекогаш се соочуваме со јазичната бариера. Иако сега имаме можности и со помош на Google Translate или со вештачка интелигенција да направиме добар и соодветен превод. Пред да започнеме со проектите, што треба да знаеме? Секој проект треба да е основан од два партнери од различни земји. Еден е основач, а другиот е коосновач.
треба да има најмалку 3 партнери учесници, исто така од различна земја. Второ, може да се реализира и како еднодневен настан со најмалку 4 активности. Таков проект долгогодишен кој што го работиме, ние 100 ден во училиште и многу често се вклучуваат колеги од целата Европа. Исто така, проектот може да биде во време трајање од 2 до 9 месеци. Значи, ние сами контролираме колку време би траел проектот. 2, 3, 4, 5 или големите проекти со 9 месеци. Откако се јасно утврдени активностите, секогаш се започнува со внесување на учениците на платформата. Креирање видеопрезентација за училиштето, аватари и лични карти на учениците, како и лого и постер за проектот. За сите овие работи поединечно ќе зборуваме во текот на вебинарот. Ова се само едни добри практики кои што сум ги следела и тековно ги работам. Ова се проекти кои што се со градинки, иако јас сум во основно образование, како Etwinning амбасадор работиме со ученици од 2 до 22 години. Значи имаме можност да работиме со повеќе, а исто така да се вклучиме и како надворешни членови и искусни членови кои што може да дадат поддршка на колегите кои имаат потреба од тоа. Во основните училишта проектите одат малку на повисоки нивоа, со тоа што учениците се вклучени во самите платформи, во градинките ги вклучуваат, меѓутоа сета работа ја извршува воспитувачот или колегата кој што е надлежен за нив, а во основните училишта сите изработки кои што си ги изработуваат учениците заедно со наставниците ги вклучуваат, ги вметнуваат паралелно. За разлика од основните училишта, средните училишта имаат највисоко ниво и тука чувствуваме дека внесувањето на податоците во самата Etwinning платформа оде многу полесно, затоа што учениците кои што се со повисока возраст можат самите самостојно да работат и знаат како на кој начин да ги вметнуваат сите потребни работи. Тие се малку по-дигитално писмени од другите ученици. Etwinning is a platform that helps kids meet from all around the world and learn new things. Да, ова беше една ученица од мојата колешка Емилија, која што даде еден исказ што за неа представува Etwinningот. Вакви видеа често пати снимаме и во текот на презентацијата ќе видите зошто лицето не и се гледа. Сега би сакала да преминам кон процесот на создавање и реализација на проекти на самата платформа. Би сакала да следите како на кој начин се најавуваме, не мора да запишувате затоа што секако се снима, а потоа доколку имате било какви прашања можете да прашате за да може да ви се дообјасни. Еве вака. Процесот на вклучување, како што кажав, е на самата платформа School Education ES Europe UN. Се логираме со наш имейл, пожелно имейлот да биде на Gmail, затоа што така полесно можеме да се вклучиме и при самото вклучување овде имаме можност да избереме на кој начин може да си ја заштитиме нашата сметка. Доколку избереме мобилен телефон, односно SMS, ќе добиеме мобилен телефон порака за да може да се вклучиме. Доколку добиеме EU-Login Mobile Application QR код, мораме да имаме инсталирано предходно апликација на нашите телефони. Затоа најчесто го одбираме пасворд за да може многу полесно да влеземе и да немаме потреба да кликаме и на телефонот дополнително. Ова е првичниот изглед кој што ќе го добиете на самата платформа. Самата платформа моментално кај мене на англиски јазик, инаку доколку сакате можете јазикот да го промените овде во овој дел да биде и на македонски. Еве македонски во Other Languages е достапен. Јас го користам англиски бидејќи и не ми представува проблем и затоа што некако навиката ми е малку подобра на овој начин. Во делот на Home ги добивате сите информации кои што ги нуди платформата тековно. Онлайн курсеви и така натаму за кои што ќе зборуваме малку покасно. Во овој дел каде што имаме About се работи за споделување на добри практики од училиштата, имаме некои побарувања за партнери. Во Discover можеме да потврдиме кои ни се новите новости, публикации, некој toolkit за училишта кој што може да биде пример за нас.
Тука имаме каталог со курсеви кои што не се достапни, вебинари, исто така бесплатни. Овде имаме планови со лекции кои што можеме бесплатно да ги користиме. Имаме материјали за наставници од различни формати. Овде имаме конекција, односно тука ги пребаруваме партнерите, училиштата или организациите за Edwinning или за Erasmus. И Edwinning е тоа што нас најмногу ни интересира сега. Во самата платформа можеме да влеземе преку My Edwinning, меѓутоа сега ќе одиме на друг начин, затоа што сакам да ви представам тековно се што ни спаѓа во самото пагечко мени на нашиот профил. Во првиот дел каде што се наоѓа нотификација, овде ги добивате известувањата од вашите контакти. Дали некој ве побарал за пријател, дали ви понудил соработка за проект, тоа ви стои во овој дел. Можете да ги бришите или да ги оставите така, се зависи од вашата желба. Тука сакам да ви напоменам дека оваа двојка стое од неизбришани проекти кои што биле понудени, а не ги бришам затоа што сакам да ги имам во предвид доколку некои од проектите кои што тековно ги работам, не можам да ги завршам, да можам да имам прилика да се вклучам во останати. Во My Dashboard, ова представува како зидот на нашиот Facebook профил. Во My Dashboard најчесто некои од наставниците објавуваат своји сертификати или некои нивни важни работи, меѓутоа самата платформа сега ни дозволи една новина, а тоа е креирање на портфолио. Портфолиото се генерира самостојно. Само кликаме на Edit Portfolio и се што имаме во нашата платформа, тоа се генерира само. Еве, гледам моето портфолио, значи овде имаме профилната слика, улогата моја, тука се моите значки како амбасадор или support за оние кои што има потреба и сум давала помош. Овде стои организацијата во која што сум вклучена и надоле се сите мои проекти кои што досега сум ги работел. Активни проекти, а исто така имаме и завршени проекти. Овие знакчиња кои што ги гледате овде се наградите, значи национална ознака за квалитет и европска ознака за квалитет, кои што многу ни значат доколку се обидуваме да си го подигнеме нашиот кариерен развој. Покрај тоа, овде имаме известување за сите наши активни групи во кои што сме членови. Некаден каде што имаме некоја улога, јас не сум администратор на ниту една од групите, меѓутоа како учесник, затоа во делот рол не пишува што е. Овие се активни групи кои што секојдневно можете да ги посетувате и да барате материјали кои што вам ви одговараат. Покрај тоа, само момент да се вратиме. Еве, тука имате My Self-Assessment Reports. Ако сакате да извадите нешто што е важно за вас, можете да кликнете тука, тоа се даунлодира, тоа се информации кои што се исклучително ваши информации. Еве ги ознаките, стоаците надолу и ова е, значи, Edwinning European Prizes за кои што сме се пријавиле и се уште чекаме да бидеме валидирани. Edwinning School Label Application, оваа година нашето училиште не учествува, но сите оние училишта кои што учествуваат, тука ќе добијат можност за да аплицираат со еден клик. Потоа следно што сакам да го појаснам е најважното, односно My Twin Spaces. Во My Twin Spaces сите наши проекти кои што ги работиме тековно и сите наши затворени проекти. Овде имате приказ и можете да го промените во зависност од како вие сакате. Јас би сакала сега да отворам еден од моите тековни проекти, еве овој на пример, затоа што сакам да ви направам една корелација помеѓу соработката со колегите од предшколска установа и оделенска настава. Во овој проект координаторот од Литванија и е прилично искусна, успешно да води кон процесот и јас сум многу задоволна од нејзиниот начин на работа, затоа што досегашните соработки со претходните колеги, најчесто се тоа колегите од Турција, пристапот и работата е на малку поразличен начин. Првиот дел, односно во делот Home или дома на оваа страница, разгледуваме за тоа што нашата координаторка објавила и тоа што смета дека треба да биде поважно за да го видиме. Најважното за нас е делот Pages. Во овој дел всушност е сместен целиот проект. Тука ја имаме неговата конструкција и сето тоа што се бара во текот на овие неколку месеци. Овој проект ќе трае 4 месеци
И како и секој друг проект, секогаш започнува со запознавање меѓу нас. Запознавањето најчесто го правиме со тоа што ставаме информации кои што се важни, односно лични информации, ставаме информации за нашето училиште, за нашиот град и така натаму, се во согласност со нашата координаторка. Описот и сите тие податоци ги ставаме на Padlet. Зошто го правиме тоа? Тоа го правиме затоа што самата платформа не дозволува континуирано да кликаме и да ставаме слики или фотографии кои што се од поголем капацитет и да ја полниме, бидејќи потоа потешко има увид кој ќе дојде ред за да се направи евалуација на нашиот проект. На Padletот можеме да го отвориме како посебен документ и да го зачуваме како PDF формат, а и полесно можеме да контактираме со тоа што ќе можеме да си коментираме еден на друг. Тука исто би сакала да напоменам дека сликите кои што се ставени од наставниците се нашите реални слики, бидејќи ние овој проект го започнавме по наша претходна соработка, имавме вебинар наменет за Etwinning амбасадори, каде што имавме можност да се запознаеме и да смислиме наш проект, да го реализираме и потоа да добиеме некое друго дополнително ниво на сертификат кое што би ни служило во професионалниот развој. Затоа сликите ни се ставени реални, а првата слика која што е аватар, најчесто треба да биде поставена во сите други проекти кои што ќе ги работите и каде што не се познавате со вашите колеги. Второ и многу важно е Parents Permission, односно дозвола за родителите, бидејќи Etwinning платформата е една од најбезбедните платформи кои што постојат за ученици, а исто така и за наставници, и овде имаме секогаш подпис од наставникот, од родителот, се извинувам, дека се согласува оние фотографии кои што ќе ги објавуваме на платформата да бидат, со прикажување, делумно прикажување на лицата на учениците. Во Etwinning проектите најчесто пазиме на тоа и внимаваме да не ги прикажуваме лицата на учениците, меѓутоа во согласност со родителот и понекогаш не е возможно да ги прикриеме затоа што самата активност е видео или дава некои подруги насоки за изработка и во тој случај ги ставаме и со ликови. Меѓутоа пожелно е да внимавате на тоа и да гледате да ги сликате учениците или од страна или од задниот дел. После Parent Permission доаѓа начинот на тоа како ние ќе се регулираме, односно внимаваме со интернет безбедноста. Интернет безбедноста, знаете дека ја имаме и ден кој што посебно го славиме, тоа беше минатата недела на 11 февруар. Во овој проект ние имаме напишано на следниот начин како принципи за работа кои што треба да ги пазиме. Ова му го прочитавме и на учениците, секако секој на својот јазик. И на крајот имаме кликање со тоа дека се согласуваме со сите овие поставени правила. Доколку не сме согласни, нема да може да учествуваме во самиот проект, затоа што ова всушност е кодексот на однесување поставен од координаторката и тука веќе нема простор за дискусија. Во делот Partners Contribution to the Project спаѓа покажувањето на тоа кој што би сработил во текот на проектот. Секој од нас, според нашите можности и компетенции, сам си пишува што може да помогне. Доколку некој нема пишано како е дел од колегите, тогаш координаторот му дава посебна задача која што смета дека тие треба да ја извршат. Исто така, во контактите, во Google документ, ги внесуваме нашите имейл адреси, бидејќи понатаму комуникацијата преку имейл мора да биде точен имейл за да може да споделуваме документи и заеднички да потполнуваме тоа што нам ни е потребно. Тука ги оставаме и нашите телефонски броеви, бидејќи комуникацијата паралелно ни оди и на WhatsApp група, најчесто на WhatsApp, може да биде и на Viber или Discord, во зависност од тоа како ќе се договориме. Во Project Overview, односно Project Activity Plan, ни стоат активностите кои што треба да ги работиме тековно во овој проект. Тука имаме еден документ во кој што овој координатор, комплетно ни има напишано кој од нас што треба да сработи, во која недела од месецот, кои се неговите обврски, колку треба да постави фотографии, какви видеа да изработи и мислам дека е многу читко и одлично кога на ваков начин се комуницира. А за сето тоа да биде вака успешно, имаме и состаноци еднаш месечно во кои што се договараме за тековниот месец.
Прво и основно ни е креирањето на логото, кое што го креираме секој во своето одделение. Секој одделение си избира свое лого. Тоа лого потоа го приложуваме на колешката која што е задолжена да изготви Google Forms за гласање и на крајот од сите држави учесници ние избираме едно лого. Зошто го кажувам ова? Затоа што логото кој што ќе се избери понатаму ќе треба да се става на секоја слика како апликација, како што е тука знамето, за да се знае дека станува збор за тој проект кој што го работиме. Бидејќи процесот на дисеминација секако може да биде и надвор од платформата, нели со секако претходно утврдени правила. Повеќе не би сакала да ве задржувам околу ова, затоа што сметам дека треба да научиме повеќе како ние самите да креираме проекти. Само би додала дека во овој дел, каде што имаме број 6 и број 7, колаборацијата е онаа која што го прави успешен проектот. Кога имаме заедничка соработка, сите активности може да бидат многу поуспешни. А ова ICT for Projects, односно користење на Web2 Tools, значи прикажување на сите дигитални алатки кои што сме ги користеле во текот на изработката на проектот. Се прават најчесто во Canva, се додаваат со линкови кои што водат директно до самата платформа која што сме ја користеле за дигитална поддршка, за да можат некои од учесниците кои што потоа исто така би сакале да работат, да ја пробаат таа дигитална алатка и да научат нешто повеќе за неа. Сега ќе отворам еден проект кој што го креиравме со колешките додека бевме на обука во Охрид за вклучување во Etwinning платформата. Ова е креирано лани и ќе го искористам за да ви покажам како на кој начин ќе треба да си го креирате вие вашиот проект. Во првиот дел, како што споменав претходно, Home, тоа е вашата страница, како што имате страница на Facebook. Тука пишува се што сте креирале во текот на на креирањето на проектот. Значи секој месец, секој ден, се што креирате е тука. Ова платформа ги памти и вашите грешки, затоа кога бришете нешто, тоа стои во архива, но не значи ништо, односно нема влијание кога ќе се оценува самиот проект. Во делот за страници и на кој начин креираме страница. Овде имаме ставено вовед, запознавање, училиште, цел на проектот и активности. Оние кои што се само со број 1, односно немаат паѓачко мени, имаат само една страница која што е овде. Значи тука пишува кој е воведот и инспирацијата за нашиот проект, зошто сме одлучиле да го направиме овој проект и ете колешките ставиле некое лого од училиштето кое што им служи во замена на лого од самиот проект. Во делот за познавање имавме ставено Padlet. Овој Padlet не е од оние падлети каде што можеме како претходно да ставиме наши податоци, го ставивме во форма на за да може да ги мапираме нашите училишта, еве и тука исто така. Значи, нашите училишта ги мапираме со помош на кликање на плюсот, кој што ни дава можност да ја напишеме адресата на училиштето и самото училиште ќе излезе там. Во овој дел, каде што пишува наставници и ученици, јас правев некои проверки, односно да видам дали успешно можам да внесувам со оглед на тоа дека е постар проект, тука внесуваме се што ни е во делот за запознавање на наставници, во делот за ученици, учениците внесуваат нивни аватари и така натаму. На каков начин прво креираме страница? Во овој дел, каде што се активности. Еве гледате во паѓачкото мени. Имаме месец март, месец април. Сега јас сакам да креирам уште една страница, тоа е месец мај. Одиме, кликаме на Create Page. Кога ќе кликнеме Create Page, добиваме можност да ставиме наслов на тоа што сакаме да напишеме. Еве, пишуваме месец мај. Започнав со мали и големи, ама ајде, еве мај. Овде во овој дел, каде што пишува Parent Page, ако го оставиме да стои No Parent Page, тоа ќе излезе како 6-та страница. Треба да кликнеме на паѓачкото мени и да избереме каква страница сакаме. Бидејќи се наоѓа во делот за активности, ние кликаме на активности и таа автоматски станува како подстраница на делот активности. Кликаме на Create Page. Со ова започнува процесот на создавање на страница, која што потоа може да биде едитирана. Еве,
правиме проверка на кој начин тоа изгледа и одиме на Save Changes. Кога го правиме ова, треба да внимаваме на Visibility. Таму секогаш треба да кликнеме дека треба да биде достапно за да го гледат сите адвинери кои што се вклучени во самиот проект. Може да биде Public или Members Only. Го оставаме да биде Public затоа што потоа во процесот на евалуација на проектот тоа треба да го видат и членовите на Националната агенција. Сега, во месец мај сакаме да поставиме некоја фотографија. Како го правиме тоа? Одиме на Page Options. Одиме на Edit Page и кога ќе кликнеме на Edit Page ни се отвара повторно едно ново прозорче. Во ова ново прозорче ни стои месец мај, односно името на самата страница. Ние сега сакаме да додадеме нешто. Овде во Add Content имаме Text Content, Poll или Twinboard. Text Content го оставаме најчесто затоа што потоа имаме избор да ставаме дополнителни работи. Poll ни е нели за да направиме некое истражување, односно прашалник, а Twinboard е да креираме табла на која што ќе можат да се внесуваат дополнителни активности. Овде во Add Content отвараме ново прозорче. Во Visibility кликаме што сакаме да биде достапно. Значи, овде можеме да кликнеме Twin Space Members, можеме да дадеме опција, значи дали може да менува некој. Тука е пожелно да стои Teacher Administrator и Teachers, а да не ставаме Pupils, затоа што понекогаш се случува учениците погрешка да избришат некој дел. Сега, како се става некоја слика или текст или некоја видео? Овде го пишуваме она што сакаме да биде видливо. Најчесто тоа е нашето име и презиме, училиштето, за да знаат нели го поставил. Само момента го исправиме ова. И најчесто ја ставаме државата. Или може да си ставите знаменца. Овде сакам да додадам фотографија. Фотографија се додава во овој дел тука. Кога ќе кликнеме на него, Insert Media, имаме можност да избереме повеќе работи. За да формираме нели нова фотографија, имаме Image, за да додадеме документ и за да додадеме видео, имаме Remote Video. Прво ќе изберам да додадам фотографија, одиме на Select Files, кои што ги имаме во компјутерот, избираме од таму каде што сакаме да додадиме, еве овде, и одиме на Open. Што е важно да знаеме? Кога имаме звездичка, задолжително мораме да го пополниме полето. Овде сликата ми е крстена Драган JPG, меѓутоа јас повторно ќе го напишам моето име. Во description немаме потреба да додаваме текст затоа што немаме одбележана звездичка дека тоа е задолжително. Алтернатив текст повторно ставаме Зорица Милкова, Норт Македонија и во title исто така истото или Тошо Велков Пепето, во зависност од тоа за што се работи. На крајот одиме на Save. При самото зачувување го добиваме овој прозорец. Тоа не треба да ве буне затоа што сите слики кои што сега ги ставаме во платформата, за разлика од претходно кога ги стававме во делот за материјали, сега се појавуваат овде. Последната слика која што ставивме, самата се селектира и нема потреба ништо друго да кликаме. Одиме се до долниот дел и кликаме Insert Selected. Сега сликата се појавува и откако ќе направиме преглед дали е се во ред, одиме на Save Changes или на Preview. На Preview може да видиме како ќе изгледа, а на Save Changes одиме директно со објавување на таа фотографија. Еве како изгледа откако фотографијата ќе биде поставена. Друго што сакам да прикажам. Исто така, едитираме за да поставиме, се извинувам, еве вака, повторно сакам да ставам видео. Како го правам тоа? Одиме повторно на Add Content.
Останува текст контент и сега што се случува? Кој ќе го додадиме ад контент, ја гледаме првата слика и одиме се до доле додека не дојдеме до празниот простор. Тука може да имаме и повеќе слики од оние колеги кои што веќе претходно поставиле. Јас сега би сакала да додадам видео. За да додадам видео овде, што треба да знаеме? Секое видео кое што треба да биде поставено и може да биде поставено на самата платформа, мора претходно да биде поставено на YouTube. Не можеме да кликаме и да ставаме видеа кои што ги имаме во телефон. Затоа ќе си направите ваш YouTube канал, кој што ќе ви служи исклучително за вакви цели, ќе си го направите да не биде јавен или по ваша желба и потоа одите на кликање на самиот видео материјал кој што сакате да го едитирате, го додавате овде и долу секако пишувате, значи име, што треба тоа да значи. Го пишуваме еве, пак моето име, и надоле проверуваме Insert Selected. Не сум го селектирала, само момент. Еве го. Ето така. Откако ќе го селектираме, го добиваме ова, можеме да направиме превју, како ќе изгледа. Еве го видеото и потоа одиме на Save and Close. Или Back to Edit, доколку сакаме да направиме измени. Може би се прашувате зошто не е видливо. Сега, во новата платформа, значи заради заштита на личните податоци, видеото секогаш се прикажува на овој начин, бидејќи се работи за внесување на материјал кој што е од трета страница, но кој ќе кликнеме овде, секако го гледаме самото видео кое што треба, без да не води на YouTube каналот за разлика од претходно. Сега ќе ви прикажам исто така внесување на документ, одиме повторно на истото Edit Page, со тоа што сега ќе дадиме Add Content, ги преминуваме и сликата, го преминуваме и видеото, и стигнуваме до третото празно прозорче, кликаме на овој дел Insert Media и одиме на документ. Кликаме за избор. Документите треба да бидат во PDF формат најчесто. Јас немам тука сега некој документ достапен, еве би го ставила ова. И потоа на истиот начин со пишување на името, одиме на објавување на документот. Тука нема да ми го даде затоа што не е документ. Добро, принципот на работа е тој, да не губиме време во ова, значи се надевам дека ви е јасно на кој начин можете да ги едитирате страниците и да ги креирате вашите проекти. Во овој дел, каде што ни се сите овие страници, можете да пишувате бесконечно страници, значи тоа не представува проблем. Меѓутоа, треба да имате во предвид колку активности ставате, толку повеќе време ви треба за да го реализирате проектот. Од искуство, моја препорака е да имате по 2 активности на месечно ниво, за да можете да ги реализирате, затоа што секако сега реализираме нели дополнително и други видови на активности во училиштето и немаме многу време за да работиме плюс од тоа што ни е зададено. Во делот Materials би сакала повторно да споменам нешто. Порано овде ги прикачувавме посебно сите слики, видеа и сите документи. Овде немате потреба да го правите тоа, бидејќи тие самите ќе се генерираат од претходно поставените страници. Во делу за форум имате можност да разговарате со вашите колеги, односно да поставувате некои прашања за дискусија на кои што ќе очекувате да добиете повртни одговори. Во делот Online Meetings можете да креирате состанок кој што може да биде на самата платформа или чатрум исто така на самата платформа. Сите овие состаноци кои што ги имаме на платформата по автоматизам се кликаат, односно се снимаат и на чатрум се запишува и се запомнува целиот наш разговор. Не е задолжително да се користи платформата, може да користиме и други начини,
на комуникација, како состаноци преку Zoom или состаноци на Google Meet, но задолжително треба да направиме фотографии кои потоа ги внесуваме во делот на meetings, за да имаме доказ до Националната агенција дека ние сме реализирале состанок кој што ни бил планиран во активностите на самиот проект. Во делот Members ни стоат сите членови на проектите. Овде може да видите кои наставници се вклучени, може да видите кои ученици се вклучени и дали имате дополнително некој гостин. На гостин се мисле член на Национална агенција, член експерт кој може да ви помогне и така натаму. Како оде процесот на внесување наставници? Наставник кој што може да биде член на проектот, најчесто го внесува, односно по покана, го поканува координаторот или координаторот на проектот. Тие добиваат посебна покана, ја прифаќаат и по автоматизам стануваат членови на овој проект. Во однос на тоа како се додаваат ученици. За да додадеме ученици, имаме add, односно invite members. Кој ќе кликнеме овде, прво ни се појавува add pupils или invite other users. Одиме на add pupils. Кој ќе кликнеме на add pupils, добиваме посебна табела. И сега тука треба, значи, да направиме дали ќе додадеме некој што воопшто не е внесен на ESEP платформата, да додадеме ученик кој веќе не е внесен во друг проект, па да направиме трансфер овде, или да ставиме заедно група на ученици. Бидејќи сега работиме со помал број на ученици за разлика од претходно, додаваме еден по еден или пак во зависи од тоа како вие сакате. Важно што треба да се знае. Учениците никогаш не ги пишуваме со цело име и презиме. Например, кликам, еве, Иван, и потоа на last name го ставам моето име, презиме. Или може да си ставите било што. Самата платформа не генерира username, ivan.milkova. Пасвордот може самите да го напишеме или можеме да кликнеме на Generate Passwords и самата платформа ни генерира пасворди. Јас најчесто пишувам сама пасворди и пишувам пасворд од типот Зорица 123, Милкова 123. Зошто? Затоа што учениците често пати си ги забораваат овие пасворди и треба на секој да кликаме за да генерираме нови или пак да вадиме табела. Овде во делот на улога, кој ќе кликнеме, може да биде само ученик или да биде ученик-администратор. Како што претходно кажав, користете го ученик, затоа што ученик-администратор има можност да влегува во деловите кои што се наменети за наставници. Откако ќе завршиме со ова, кликаме на Add Pupil и го добиваме како внесен. Ќе внесам уште еден, за да може да видите после на каков начин доаѓаат, значи, пасвордите. Еве повторно Generate Password, Add Pupil и кој ќе кликниме на Add Pupil to TwinSpace, тие веќе се внесени во самата платформа. Откако ќе се внесат во платформата, ние можеме веднаш да направиме download и да добиеме картички кои што може да ги изрежиме и да му ги дадеме на нашиот ученик за да си ги запомни. Еве ги како изгледат генерираните лозинки од самата платформа. Тоа се силни лозинки, за разлика од таа што претходно ви кажав, но кога се работи со ученици кои што се помали, ворете да му дадете исто така лозинки кои што се послаби, затоа што на самата платформа, освен тие, друг нема да може да влезе. Се надевам дека до тука ви е јасно. Доколку имате потреба нешто дополнително да знаете или не сте во можност, не сте го разбрале добро, на делот Support имате дополнително објаснување за се што содржи платформата. Тука имате дури и видео туторијали кои што може да ги гледате, за да може добро да се снајдите во самата навигација на платформата и да немате потешкоти. Ќе продолжам понатаму со делот на My Groups. Се надевам дека за проектите ви беше јасно. Во групите најчесто влегуваме кога имаме потреба да најдеме некои соодветни материјали или сакаме да прикажеме нешто наше. Literacy, Media Literacy and Critical Thinking е една од моите омилени групи, затоа што овде многу често добиваме и понуди за вебинари, добиваме понуди за семинари
добиваме дополнителни материјали во областа на дигиталното општество, навигацијата на дигиталниот и така натаму. И има доста добра соработка затоа што поголемиот дел од колегите се од Балканот. Значи, групата е креирана од наша колешка амбасадорка и можеме нон-стоп да разговараме, да сменуваме материјали без да имаме проблем со нашиот јазик. Нели, најчесто користиме англиски, но овде може да користиме и српски, и хрватски и така натаму. На My Profile, односно мојот профил, само ќе додадам дека можете во секое време да направите промена со кликање на Edit Profile, да сменете текст, да проверите што имате за проверка, да замените профилна фотографија. Во организации, пристапот значи на вашето училиште го имате тука, чим пишува Validated, се е во ред и можете да се приклучите кон било кој проект кој што вие имате желба да го работите. Сега би сакала да продолжам само со уште еден мал дел, пред да ја дадам на мојата колешка Емилија простор да ги прикаже нејзините дигитални алатки. Професионален развој. Ова се фотографии од настаните кои што се организира од страна на Националната агенција изминатата година. Сите настани кои што Националната агенција ги организира се од одличен карактер, пред се во одлични сместувачки капацитети, затоа што сметаме кога на членовите им е удобно, тие имаат поголема желба за работа. Најчесто нашата Национална агенција нуди и бесплатни семинари во други држави, затоа е пожелно да кликнете на следење на весникот кој што го издава на месечно ниво самата платформа. Таму ги имате сите објави кои што може да ги најдете за тоа каква конференција има, каков семинар, можете да аплицирате самостојно, а Националната агенција врз основа на податоците кои што ги имате во самата платформа ќе ви даде одговор дали вие може да присуствувате таму. Исто така, од оваа година јас и колешката Емилија почнавме со семинари со физичко присуство за најавување на платформата, односно конкретни чекори како да се најавите во самата Etwinning платформа и како да започнете процес на работење на некој проект. Ве охрабрувам сите да пробате, да почнете да работите затоа што на крајот секој од вас може да добие Quality Label и European Quality Label, кои што исто така се едни од најпрестижните сертификати, нудат висок број на бодови во самиот професионален развој и секако кога ќе го имате тоа на ниво на училиште, може да аплицирате за Etwinning училиште, кој ќе го смести вашето училиште на мапата на Etwinning училишта и кога ќе имате потреба да аплицирате за Erasmus проект, имате предност бидејќи сега Erasmus проектите се реализираат исклучително и паралелно со Etwinning проектите. Јас многу ви благодарам што ме сослушавте и сега би сакала да ја дадам збор на Емилија, па доколку нешто имате дополнително да прашате, ве молам, прашајте подоцна. Инаку Емилија Стојановска е нашиот Eduino амбасадор, Etwinning амбасадор, исклучителен наставник по англиски јазик кој секогаш е тука да ни помогне и секогаш има нови идеи, експерт е во употреба на дигитални алатки, а тоа ќе го видите во следните неколку минути. Ви благодарам. Добра вечер на сите. Благодарам, Зорица, за прекрасната најава и за твоето излагање досега. Многу детално и многу поучно ни ја прикажа платформата за тоа како треба да работиме на истата. Иако секој да може поубаво да научи, треба всушност и самиот да проба. Затоа ве охрабруваме, особено и после вечерашниот вебинар, да се обидете и да пронајдете еден проект кој што ќе можете да го реализирате со вашите ученици. Она што јас сакам сега да го споделам со вас, накратко е за некои од дигиталните алатки кои што најчесто се користат во Etwinning проектите. Меѓутоа, мене многу ми се допаѓаат затоа што истите наоѓаат примена и во нашите секојдневни часови, кога и не мора да се поврзани со Etwinning проектите, а впрочем тоа за нас како наставници е многу важно. Како прва и основна алатка која што нуди безброј можности е алатката Canva, за која што вие членовите на Зон Учител и претходно сте имале можност да се запознаете со работата во оваа апликација на еден од претходните вебинари. А јас денеска накратко ќе зборувам за доста интересни и едноставни апликации кои што учениците дури од најмала возраст можат да ги употребуваат, особено во креирањето на аватари, затоа што спомнавме дека во рамките на Etwinning проектите
потребно е и пожелно е да се заштити идентитетот на учениците. Како една таква алатка би ја издвоила Bitmoji апликацијата. Таа работи во согласност со апликацијата Snapchat, што им е особено позната на учениците и многу лесно ракуваат со истата. Апликацијата Bitmoji ни овозможува да креираме вакви аватари, како што можете да видите на екранот, и тоа не е само лица, туку едно целосно човече, каде што може учениците да се заиграат, па дури и ние возрастните, да се создадеме гардероба каква што сакаме, фризури и така натаму. Јас накратко ќе излезам од презентацијата, за да можете да видите како изгледа тоа. Откако ќе го креирате вашиот акаунт, можеме да го едитираме Bitmojито или аватарот кој што сме го креирале предходно. Еве како сето тоа изгледа. Значи, од понудените опции одбирате она што вам највеќе ви се допаѓа. Гледаме горе во менито дека можеме да смениме боја на очи, можеме да смениме, да додадеме очила, например, да смениме гардеробата која што ја носиме и така натаму. И откако сето тоа ќе го средите според вашиот вкус, најпосле треба само да одиме на сейв за да тоа се сочува. Ја сочувуваме фотографијата во нашиот компјутер или во нашиот мобилен телефон и потоа учениците може да користат, а и ние наставниците, за потребите на даден проект. Следна алатка која што е доста интересна и е достапна на Google Play е апликацијата Dollify. Како што зборувам, можете да следите на видеото всушност како истата се употребува. Слично со апликацијата Bitmoji, но овој пат Dollify всушност само ни овозможува да го креираме лицето. Одбираме какви сакаме очи да имаме, се одбираат трепките, бојата на очите, се уредуваат вегите и исто како во Bitmojито можеме да си одбереме вид на фризура, боја на коса која што сакаме да ја имаме, како и делот од облеката кој што е видлив на самиот аватар кој што ќе го искористиме. Ова исто така може да се употреби на часовите, доколку зборувате за придавки или опишувате надворешен изглед, па учениците може да си креираат вакви аватари, да си ги разменат фотографиите и потоа да даваат опис за истите. Така што не само, како што реков, во рамките на e-twinning проектите, еве конкретно и оваа апликација може да се употреби и во рамките на часовите, во зависност од тоа што сакаме да повториме или научиме на тој час. Откако сме го креирале овој аватар, еве при крај видеото каде што сме одбрале, гледате дека може секој дел од лицето да се промени или едитира, да се додадат и овде очила и слично, накити и така натаму. Значи, на вистина учениците можат да се заиграат со истата. Даваме име на аватарот кој што сме го креирале и потоа повторно можеме да си ја сочуваме фотографијата, односно да ја стимнеме во нашиот мобилен телефон. Откако ја имаме како фотографија, истата можеме да ја употребиме во следната апликација. Оваа апликација се вика Chatterpix, исто така е наменета за деца и е достапна на Google Play. Можеме да земеме фотографија, да направиме фотографија во моментот од нашиот лик, меѓутоа можеме да користиме и веќе достапни фотографии. Во случајот, јас ќе ја користам фотографијата или аватарот кој што го направив предходно. Ова апликација е интересна, затоа што на учениците им дозволува да се снимаат како зборуваат. Значи, на представување на учениците може да се направи на интересен начин. Во зависност од тоа, колкав простор оставате на устата, така ќе изгледа дека се отвара и дека човечето всушност зборува. Откако ќе ја снимите пораката, само одбирате Save на ова знакчето долу, дека може да се превземе во мобилниот телефон
И по неколку секунди видеото е превземено и достапно, истото може да се прикачува на платформата. Особено е интересно ако учениците одбираат некои интересни или смешни фотографии, можат да искористат и фотографии од своите миленичиња, па потоа да снимаат со нив онаков текст како што сакаат, односно да се представуваат себе си на некој малку поинаков или поинтересен начин. Во однос на друга апликација, која што е навистина интересна и е често достапна во eTwinning проектите, е апликацијата Story Jumper. Како што ни кажува самото име, ова е апликација која што ни овозможува да креираме дигитални книги. Истата ни нуди многу опции достапни од самата апликација во смисла на сцени и карактери или други предмети кои што сакаме да ги употребиме, но исто така можеме да додаваме и наши фотографии и цртежи за да книгата биде побогата. Мене особено ме радува што многу оделенски наставници веќе ја користат Story Jumper или апликацијата Book Creator, која што е многу слична на ова, за да всушност на овој начин ги обработуваат лектирите. Се разбира дека на денешните ученици многу им се попримамливи ваквите апликации и ваквиот начин на работа отколку класичното прераскажување на лектира, да речеме, така што еве една идеја, ако досега тоа не сте го правеле или не сте помислиле дека би било интересно за вашите ученици, ве охрабрувам да пробате и ме интересира навистина каков фидбек ќе добиете во врска со ваквиот начин на изработка на лектирите. Еве накратко само ќе ја видиме апликацијата како изгледа. Откако ќе креирате ваш профил на апликацијата, ќе одбереме дека сакаме да креираме нова книга. Овде се книгите некои достапни што сум ги работела во минатото и одиме на опцијата Create New Book. Овде ќе одберам дека сакам да почнам со празна книга, односно да почнам сосема од почеток. Бидејќи содржините ќе си ги вметнам јас. Ова е одлична алатка која што нуди соработка помеѓу сите членови во проектите, затоа што во секој проект е многу важен да имаме вакви активности каде што, например, се креира една приказна со тоа што сите членови во проектот си даваат свој придонес. Например, една земја ќе го даде почетокот, другата земја продолжува, третата земја понатаму ја развива приказната и така натаму, што е навистина еден интересен начин за тоа како можат сите земји или ученици да се усогласат во една заедничка приказна. На самиот почеток се става насловот на книгата, еве ние ќе ставиме eTwinning, како што гледате можете да смените големина, фонт на букви, дали да бидат закосени, подвлечени, бојата и така натаму, може исто така да се замени и насловната страна со друга боја, нијанса и слично. Јас само накратко ќе покажам. Еве ќе го ставиме името на авторот и веќе продолжуваме откако сме ја креирале, да речеме, главната страна. Еве ќе додадеме една сликичка. Насловната страна. Потоа преминуваме внатре во самата книга. А како ќе организирате книгата сосема зависи од вас. Можете од едната страна да имате, например, сцена со фотографии или оние достапни елементи кои што се од самата апликација. Можете да вметнете фотографии од цртежи кои што ги изработеле вашите ученици, а на другиот лист може да следува текст кој што соодветствува со другата страна. Еве чисто ќе пробаме само да креираме една сцена, например, еве имаме нешто што се случува во шумата, тоа го правиме во полето Scenes, а во Characters всушност додаваме што се сакаме да вклучиме да има во ова наша приказна. Еве ќе додадеме да речеме едно кученце, можеме да ја менуваме големината на истото во зависност од нашите потреби, а во делот за search можеме конкретно да побараме нешто што сакаме. Еве јас сакам да побарам да речеме лисица и веќе ми нуди некои достапни такви фотографии, карактери. Ја додадовме лисицата тука и сега треба да ја превземеме. Еве лисицата во аголот. Можеме да го смениме движењето. Еве сме додали еден волк и така натаму. И сега преминуваме на другата сцена, каде што
би сакале да додадеме, например, текст. Текстот се додава во полето на текст. Може да биде и само текстот, без да биде вметнат во рамка, но можеме, доколку сакаме, да вметнеме и рамка, па потоа да го додадеме текстот, нешто во шумата, животните и така натака, да не куцаме сега целата приказна. Исто ви се појавува самото мени, впрочем како и во другите апликации, како во Word, се именуваме големина, форма на буквите, дали сакаме боја да смениме и така натаму. Откако сето тоа ќе го создадеме, го сочувуваме на Save and Exit, а доколку сакаме да ги поканиме останатите партнери да земат учество во креирањето на заедничката приказна, тоа го правиме преку опцијата Collaborate, каде што треба да ги внесеме нивните имейл адреси и со кликање на опцијата Invite на имейл адресата ќе им стигне линк преку кој ќе се поврзат со оваа ваша книга и ќе можат понатаму да ја уредуваат или едитираат приказната. Не е тешка апликација за користење, препорачувам да ја истражите затоа што верувам дека ќе ја најдете корисна и дека ќе ви се допадне. Другата апликација која што накратко сакам да ви ја представам е апликацијата WordWall. Знам дека на многу од вас ви е веќе позната. Навистина интересна и едноставна апликација за користење, преку која можеме да правиме, да изработуваме квизови на различни теми. Она што е можеби мана на оваа апликација е што бројот на квизови кои што можете да ги креирате во неплатената верзија е ограничен, меѓутоа пак од друга страна е добро што претплатата, месечната претплата е релативно ниска, да речеме, за разлика од другите вакви апликации, кои што можеби и не можеме така често да си ги дозволиме да ги платиме од сопствениот джеб. А уште подобро е што веќе многу колеги во нашата земја ја користат апликацијата и сите ресурси кои што ги изработуваат се достапни јавно, односно кој сака може да ги превземе во смисла да ги изигра игрите со своите ученици на нивните часови. За полесно да ви биде пребарување на одреден квиз или одредена тема, ќе преминеме на апликацијата WordWall. Јас предлагам во пребарувачот да го напишете името на апликацијата WordWall и потоа на кирилица да додадете што всушност сакате вие да пребарате. Затоа што многу често ако куцате на латиница може да ви даде и квизови кои што например се изработени на српски јазик. За да ви бидат корисни вам, напишете на кирилица, еве, например, собирање до 10 сме одбрале овде, и веќе ни дава некој квиз кој што е креиран од наша колешка. Начинот на играње на квизот е едноставен, значи треба да ги само да ги исклучам sound effects. Добро. Да ги поврзуваме збировите на овие броеви и со секоја изработка всушност ние треба да ги приложиме нашите одговори. Убаво е, доколку вие сте креатор на квизот, на крај учениците можат да го запишат своето име во ранг листата. Еве овде се достапни, значи успеав и јас да се подпишам. Но доколку сте вие креатор, често овие се пополнети веќе и ако не сте креатор на квизот, вие не можете да ги избришете па да им дозволите на вашите ученици одново да се запишуваат. Меѓутоа, доколку сте вие креатор на квизот, таа листа постојано може да се менува, а на учениците навистина тоа им е важно и интересно затоа што сакаат да го видат своето име на првото место или барем меѓу првите 3. Исто така интересна работа со WordWall квизовите е тоа што може да го менувате изгледот на квизот, односно ја има истата содржина, а овде од страната ние го бираме како сакаме да изгледа. Значи тоа се видови на игри, кои што ова е тоа мечап или спојување, ова е во друга варијанта кога горе се движат броевите или во случајов сега ги имаме задачите, а ученикот ќе треба долу всушност да го најде резултатот на таа задача. Имаме и други видови на квизови, Game Show квиз е ептен интересно, каде што учениците добиваат и бонус поени за тоа во однос колку брзо ја сработале задачата и така натаму, така што навистина е убаво за
ете една воведна активност или завршна активност на часот, а за e-twinning проектите ова е фантастична алатка, затоа што се што работиме во рамките на проектот може на некој начин да се оцени преку квизовите или да се направи како една интересна игра, особено е корисна за квизовите кои што ги работиме во врска со безбедност на интернет, а и било што друго во рамките на проектот кое што сакаме да го направиме во форма на игра или квиз, а да биде лесна и за употреба и за разбирање на учениците. Друго нешто што ми се допаѓа со оваа апликација е што овде во делот за принт ние можеме всушност само да се поврзам, ние можеме всушност да ги превземеме активностите кои што сме ги направиле. Еве конкретно имавме и safety quiz, овој беше направен за еден проект. Активностите кои што сме ги направиле во рамките на квизот, ние можеме да си ги превземеме како PDF документи и дополнително да ги употребуваме на часот или повторно за потребите на самиот e-twinning проект. Значи, нуди повеќе можности од зборовите, фразите, во зависност од содржината на самиот квиз. Можеме да креираме анаграми, еве со целите пораки од самиот квиз. Може да цртаат учениците, односно одговорот да го прикажат преку цртеж. Може да ги поврзуваат поимите од едната и другата страна. Може да ги испринтате како флешкард, односно да ги поврзуваат повторно, да речеме, прашања со одговор или дефиниција со поим и така натаму, и испревртени зборови и букви или реченици, па потоа тие да ги подредат во правилен редослед. Ова ви се сите опции кои што самата апликација ги генерира врз основа на содржината која што вие првенствено сте ја внеле за квизот. Во полето download, еве јас ќе одберам оваа последна опција со испревртени зборови по учениците да можат да креираат реченици. Со опцијата download автоматски ни се сочувува во нашиот компјутер и го добиваме во ваков PDF формат кој што лесно може да се испринта и да се сподели со нашите ученици. Навистина корисно и едноставно за употреба. Во однос на тоа како се креираат активностите, откако сте го отвориле профилот на оваа платформа или апликација, одите на полето Create Activity и овде си одбирате каква активност сакате да креирате за вашите ученици. Но која и да одберете, потоа можете да промените со посакуваните, тоа апликацијата автоматски ви ги пренаменува вашите содржините од вашиот квиз. Многу едноставно за креирање. Еве ќе направиме наслов e-twinning. Првото прашање од денешниот вебинар, што представува, да речеме, се извинувам за грешката, што представува e-twinning. И сега можеме да имаме колку сакаме понудени одговори, а најмалку 2 понудени одговори. Што да биде тоа? Ќе кажеме, например, песна дека е e-twinning, или дека е цртан филм, или ќе додадеме повеќе одговори, или дека е онлайн платформа, или дека е... Што представува, што би можело да представува? Нешто друго. Овде мора да го означите точниот одговор, за да подоцна им се појави истиот и на учениците. И на овој начин ги креирате истите прашања. Доколку сакате да додадете фотографија, веднаш до вашето прашање, дефиниција, поим и така натаму, одите на полето со фотографијата и пребаруваме. Например, еве ќе пребарам јас компјутер. И ни дава многу доставни фотографии, ќе си одбереме тоа што нас ни се допаѓа и фотографијата ќе се појави до вашето прашање. Ќе завршиме со едно прашање, инаку ако одиме на Add Question, на истиот начин додаваме повеќе прашања, можеме и до секое прашање, и до секој понуден одговор, ако сакаме да додаваме фотографија. Ова ќе го избришам, чисто само да видиме како изгледа. Еве ќе додадеме music, за да имаме фотографија и до секој понуден одговор. Еве го ноди.
Можеме и од нашиот компјутер исто така да превземеме фотографии, доколку ги нема, односно оние кои што ни ги нуди, пак не ни се на нас соодветни за прашањето или понудениот одговор. Баш да видиме што ќе ни даде за GGG. Како и да, дали од вашиот компјутер или од самата платформа, во секој случај може да се превземе соодветна фотографија. Тука баш не ни одговара нешто. Еве некој штрафчиња ќе одбереме, одиме на дан и да видиме како истото ќе ни биде креирано. Сега имаме само едно прашање. Одиме на старт и што представува eTwinning. Дадени ни се одговорите, ние одбравме дека онлайн платформа е точниот одговор. Ако одбереме погрешен одговор, добиваме предупредување и веќе ни кажува кој треба да биде правилен одговор. Откако ќе го креирате ресурсот или вашиот квиз, одите на наставници, со тоа што наместо private во моментот е приватен и само ваш, во publish веќе станува јавен. Затоа ви кажува и самата платформа Resource Publish, односно ресурсот кој што сте го креирале или квизот кој што сте го креирале е веќе достапен јавно. Со вашите ученици можете да го споделите со копирање на овој линк и да го споделите на некој начин на кој што си комуницирате, доколку сакате да ги користат нивните мобилни телефони, или едноставно може да го отворите на електронската табла, доколку имате и располагате со таква во училиштето, па учениците да можат директно на електронската табла да ги играат квизовите. Се надевам дека успеав да ви покажам, ако веќе ви се познати, да ви покажам некои нови карактеристики во врска со овие апликации и дека и сами ве овие ИКТ алатки ќе ве примамат за дефинитивно да започнете со работа на eTwinning проектите, затоа што како што гледате може многу да се научи и ние како наставници, а и учениците се разбира покрај нас. Во име на eTwinning би сакале да ви кажеме дека оваа година се прославува 20 години од eTwinning, така што и денеска имаше прекрасен настан, како што напомена на самиот почеток и нашата колешка, каде што се доделува eTwinning награди за најуспешните проекти во изминатата година и би сакала да им честитам на сите добитници и нека тоа биде еден поттик за и повеќе од нас да се вклучиме, а и за нив самите да продолжат со истиот ентузијазам и понатаму да работат, да бидат иновативни, да бидат креативни и да им го дадат најдоброто образование на учениците, бидејќи тие тоа го заслужуваат. Ви благодарам многу за вниманието. Во продолжение би сакале да ве поканиме доколку имате некакви прашања во врска со ИКТ алатките. Ова се само многу мал дел од сите кои што можат да се користат, се разбира, во eTwinning проектите, меѓутоа во интерес на самото време сакавме сосема мал дел од оние кои што се најчесто користени, па и може да кажеме наједноставни да ви ги представиме. Повелете. Изгледа прашања немаме. Што значи дека ќе почнеме со работа. Да, дека настолките биле јасни, концизни и дека се убаво и правилно уредно е споделено со сите наставници. Може слободно добро вечер да напишат прашање во чет, колегите ако сакаат, па да бидат одговорени. Или слободно забелешка врска со вебинарот, а искрено голема благодарност од Зон Учител за овој прекрасен вебинар, честитки за 20 годишнината нели од функционирањето и постојањето на ова амбициозна платформа во која што сите ние треба да сме дел и треба да дадеме свој придонес. И уште еднаш честитки за сите добитници и благодарност до ова огромна бројка на наставници од 430 и повеќе кои беа присутни на вебинарот. Доколку има прашања, може да ги видиме.
Имаме некој кој што кренал раче, Хрисула Манова, ако може да се вклучи. Дали самите учесници можат да го вклучат микрофонот? Или пак може би да го напишете прашањето во четот, па да го прочитаме и да го одговориме? Ако случајно не ви е достапна можноста да го вклучите микрофонот. Исто и Даринка има кренато раче. Или ни мафта? Немав там, сакам да ве поздравам. Мило ми е што вечерва ве видов, ве слушав со големо внимание. Јас работам на Etwinning проекти и сакам да кажам дека секоја информација од вас е пак едно повторување, дури и обновување на сите оние знаења што ги имаме. Во четот не можевме да пишуваме, не знам сега дали можеме. Имавте прекрасна презентација, честитки за 20 годишнината. Бев пријавена, ама ќерка ми беше болна, па не можев да дојдам да учествувам на тој настан. И посакувам уште поголеми успеси, посакувам сите колеги да имаат можноста да се вклучат во Etwinning заедницата, затоа што навистина има многу што да се научи, има голема соработка меѓу нас колегите и се најубаво. Благодариме, Даринка. Благодариме. Колегите што имаат кренато раче, може, значи, им е овозможено да го пуштат микрофонот и да го постават своето прашање. Хрисула Манова има, ете, може да се вклучи. Доколку нема некој друг да постави прашање, останавме со прашалници кој проект сега да го разгледаме, да бидеме љубопитни. Јас би ве поздравила, уште еднаш би ви заблагодарила за денешното ваше присуство. Еве и Виолета ќе го одјави вебинарот вечераше. Им Јас би сакала благодарам на Виолета, извини, доколку било кој од нас има потреба од дополнителна поддршка или било каков совет, може да не побарате на ЕСЕ платформата и мене и Емилија, или на било каков начин и да прашате било што во однос на овие видови на активности. Ви благодарам многу за сите, за присуството и се надевам дека наскоро ќе имаме дополнително уште некое до објаснување и уште еден вебинар. Ви благодариме, амбасадорки, за прекрасниот вебинар со презентирање на исклучиво добри практики. На присутните им благодариме за присуството. Ако нема во чет прашања, може пријатна и лека ноќ на сите. Слободанка сакаше да каже нешто. Хрисула Манова и Слободанка Басотова последно имат кренато рака. Може би е погрешка сепак. Не е грешка. Добро. Микрофонот ми беше заклучен, или сега ми го отклучив, пред тоа во чатот не можевме да пишуваме.
не се работи за некое прашање, значи толку многу работи ни прикажавте на еден непосреден, убав начин, верувам и дека сите уживавме без разлика кој од тука 400 и повеќе колку што спомна господја Наташа дека се присутни, верувам дека секој пат има нешто што ќе се научи и што ќе не предизвика за понатамошната работа. Сакав само да се заблагодарам и на Емилија и на Зорица, што така непосредно, искуствено и со мерак, нели, ни ги представивте алатките, самата платформа, така што верувам дека ќе има голем број барем од овде, од овие 400, кои што некои веќе почнале со Edwinning проекти, некои ќе се предлабочат, а некои ќе започнат да истражуваат во таа книгата на понудени проекти, партнери и сето тоа, па верувам дека ќе имате успешна година, нели? И дека ќе станат за година-две Edwinning наградени, нели, со тие картици и тоа. Ви благодарам многу, се најубаво на сите ви. Тоа е. Не знам зошто сега каков е редов према другите вебинари, сега бевме исклучени со микрофон, но и чатот не ни дозволуваше. Најверојатно тоа технички друг пат ќе биде, нели, да можеме барем во чат, може би имало некое прашање кое што накнадно може би ќе го видите, но сепак на некоја друга средба ќе биде одговорено. Благодарам многу. Секој е добро. Благодариме. Мислам дека тоа е тоа. Може да се одјавите.